Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Ti darува живот вечер да се поклониме на неговото триумфално воскресение. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia und heute sind wir in Deutschland, in der Stadt Dortmund und besuchen eine neue Kirche, und zwar Kirill und Method. Kommt mit, ich zeig's sie euch. Отец Душко, што за вас значи оваа црква? Што значи ова црква? Тоа е душата и телото, значи на мене прво, општество на луѓе, соединети со една вера, на едно богослужение на едни свети тајни, место каде што можеме да се молиме на Бога, да му благодариме на Бога, и место каде што ги извршуваме нашите потреби црковни, христијански. Покрај тоа место каде што можеме како македонци да се воцрквуваме и да се обединуваме, и покрај светите богослужби, духовно каде што се храниме и да се дружиме и да го чуваме оне кој што ни е свето, најнапред светата македонска православна вера, а потоа и како народ македонски. А кој помогна за оваа црква да се изгради? Сите. Значи, моето слово или моето лого на почетокот пред да изградиме црквата беше слога, љубов и единство. Значи, еве и надвор сега видовте, и изминатиот период, тоа се, значи, сите луѓе кои што на било каков начин се трудеа, дали ќе биде парично, дали ќе биде со работа, дали ќе биде било како заеднички сите сложно. Значи, некој повеќе, некој помалку, но како што сите прсти на раката не се исти, а болката кога ќе удриме на прст е иста, така и за нас сите луѓе значат исто. И затоа им благодариме во овие пост воскресенски Христови денови, на воскресението Христово. Христос воскресе, навистина воскресне, дај Боже радости да има насекаде во целиот свет, да се сочуваме како народ, свет, верен, македонски, православен. Што би препорачал на сите деца за оваа црква? Колку години си ти? Колку години имаш? 10 години. Вие сте, значи, во една, можам да кажам, тешка ситуација, се наоѓате на еден крстопат на животот, живееме во држава во која што има други вери, други религии, други националности, но трудете се, најнапред бидете досадни на вашите родители, нека ве водат во црква, затоа што тоа овде е невозможно да живееме во некој град или во некој село каде што има црква, верувам дека ќе одите и сами. Трудете се, значи, да бидете досадни на вашите родители, да во храмовите не само бидете на света литургија, туку да учите и македонскиот јазик, да учите веронаука, да учите фолклорни средства. Пред малку видовте дечињата како направија еден круг хоро, како играа. Значи, трудете се, значи, сето она кое што ви лежи на срце да го искажувате и да и вие исто така по примерот на вашите родители, баби и дедовци, еден ден вие станете баби, дедовци, родители и да ги поучувате децата во словото и во вистината Христова. Ти благодарам, отец Душко, за одвоеното време за ова видео и се надевам дека сите ќе ја разберат твојата порака. На ова осветување присуствуваа личности од највисокиот врв на МПЦ. Господин Стефан, отец Пимен, отец Тимотеј и други свештени лица. Јас за прв пат присуствував на осветување на црква. За мене ова беше навистина нешто ново, интересно и возбудливо. Сета она традиција во осветувањето на црквата е нешто што треба да се види и почувствува. Промена на гардеробата, откривање на икони, читање на дел од Библијата, пеење на молитви, вртење околу црквата беа само дел на прекрасниот настан во црквата Свети Кирил и Методи во Дортмунд. За убавината на внатрешноста на црквата се погрижи Славица Михаилова, која ги наслика фреските и иконите. За фреските и треба 3 месеци, а за иконите за иконостасот 7 месеци. Но таа ќе продолжи и понатака со сликање на останатиот дел од црквата. Резбата за иконостасот
ја изработи копаничарот Јане Крстовски. Тој го работеше иконостасот 1 година. Иконостасот е рачно резбан од ореово дрво. Христос воскресе! Христос воскресе! Ти дарува живот вечер да се поклониме на неговото трите воскресение. Нека е честито и вечно ова ден. И ви благодарам на сите што дојдовте денес. И најбоже работа биде постојано светлишко. И духови Твоему. Лука Светото Евангелие ке се читам. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На време влезе Исус. Вечная Паня, вечная Паня, Откако се очисти од бесовска така, Песокот Луку Христа и мајки го за темел црквата, од народите се овенчува, со неприкосновена добрина и со царска круна, се украснува. Имиње и присно Его веки веков амин. Я без полметелюбив, ти не розумієш. ein großes Volksfest feiern. Денес сум горд затоа што не очекував да видам толку многу луѓе на едно место,
што само докажува и покажува колку сте добро интегрирани и колку и на каков начин си ја представуваме собствената земја. И дај Боже, по молитвите на Свети Кирил Методий, Господ Бог да не укрепи сите вака, заедно уште долги години да се собираме и да не биде мала црквата, па да имаме иницијатива за поголемување. Нека за многу години. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.